Почитувани добро вечер. Вечерва во став гостува господин Мирослав Димевски, директор на Општинското основно училиште Карпош во село Уминдол. Господине Димевски, добро вечер, ви благодарам што ја прифативте поканата за гостувањето во Телевизија Плюс. Добро вечер и на вас и на вашите гледачи. Јас сум ви благодарен за поканата да дојдам и да гостувам во вашата прекрасна емисија. Инаку, мислам дека во Куманово подобра емисија од ова нема. Ви благодарам за убавите зборови. Може ли на почеток да ни го представите училиштето и неговата историја? Вака, училиштето Карпош од село Уминдол започнало со својата работа уште далечната 1924 година во простори приватни, во приватни куќи. Дошол учител и имало интерес, имало ученици. Училиштето работело до 4-то оделение. Поради тоа што имало интерес, во 1927 година е започната изградба на училиште. Значи, темелите на училиштето каде сега се наоѓа се удрени тогаш и за 2 години, значи 1929 година, е завршена училишната зграда, во тоа време осветена по сите стандарди како што во тоа време се работело и започнало училиштето да работи. Се до 1946 година, кога училиштето станало до 8 оделение. Инаку работело на српски јазик, наставата се одвивала на српски јазик, и се до 2008 имало паралелка на српски јазик, а сега изучуваме изборен предмет јазик и култура на Срби. Така да училиштето работи во 2 смени, имаме 110 ученика. Колку наставници брои училиштето денес и дали имате доволно наставници по сите предмети? Да, имаме наставници по сите предмети, имаме 27 вработени во училиштето, од кои 21 се во наставата, значи покриени се сите предмети со наставници, имаме технички персонал и се разбира стручна служба. Ни недостасува стручна служба, имавме последен пат сега пред некој месец интегрален увид и инспекторите дадоа препорака дека треба да се запосли уште што се однесува за стручните. Немаме педагог, немаме дефектолог, немаме логопед, така да имаме 2 згради, наставата се одвива во 2 згради. Имаме подрачно училиште во Љубодрак и во Уминдол, значи централното училиште, 2 згради, а немаме хаусмајстор. За секој некој ситен проблем, поправка, се снаоѓаме ние самите, персоналот, служителите и така. Значи има недостиг од стручна служба, но од друга страна, дали имате ученици со посебни образовни потреби? Имаме ученици, за жал тоа е констатација дека скоро секаде имаме ученици со посебни потреби. Имаме и 3 асистенти образовни кои работат во Љубодрак, имаме 2 и во Уминдол имаме 1 асистент. Така да во тој поглед помагаат асистентите и работат не само со учениците што имаат документовано потреба, туку работат општо со сите ученици. Вклопени се и тие во процесот на наставата, за да не ги делиме учениците со посебни потреби, туку заедно се вклопуваат во целата ситуација во оделението. Да. Со кои вредности и визија се води училиштето? Училиштето има една основна визија да ги вклопи учениците во новите текови на дигитализацијата, во новите текови на општеството, но во исто време да ги запазиме и да ги сочуваме оние
вредности од минатото или, како да кажам, традиционалните вредности во општеството, традиционалните вредности мислам дека се малку нестабилни и сите гледат да идат напред со технологија, со се, оставајки во заборав оние традиционални вредности кои ние во општеството ги имавме и порано, така да тоа ни е визијата. Како го оценувате квалитетот на наставата во вашето училиште? Во училиштето... Се користите ли доволно дигиталните алатки? Да. Во училиштето имаме смарт табли, имаме прожектори, компјутери. За волја на вистината, компјутерите веќе ни се застарени, така да имаме потреба за обновување во тој поглед, но наставата се одвива квалитетно, затоа што имаме и добар кадар, вредни, млади луѓе кои си ја сакаат работата пред се. Така да наставата е квалитетна и ние сме горди и повторно ќе напоменам, имавме интегрален увид, дојдоа од Државен просветен инспекторат и со задоволнителна цена оценија. Кои се најголемите предизвици со кои се соочувате во наставниот процес? Па како и секаде, мислам, во денешното време, предизвици се да ги мотивираме учениците што повеќе да стекнат знаења, што повеќе да прифатат дека не учат за оцена, туку учат за собствен напредок, за собствено знаење, за собствена креативност и креација на иднината. Во тој поглед ги мотивираме и учениците да не учат само да се научи, туку да го прифатат и да гледат тоа што го научиле да го применат. Во понатамошното излагање ќе ви објаснам како практично им приоѓаме на тие проблеми. Така, училишната зграда знаеме дека целосно е реновирана, реконструирана, но дали во меѓувреме можеби има потреба од некои дополнителни инвестиции или реконструкции, што се однесува до училишната спортска сала, доколку ја имате, како се загрева училиштето, имате ли доволен број на кабинети за учениците? Што е она што ви е потребно во моментов, а го немате? Да, вака, тоа е опширно прашање. Училиштето работи во две училишни згради и двете училишни згради се реновирани со фасада, со изолација, со ПВЦ прозорци, комплетно можам да кажам, и санитарни чворови се, така да наликува на едно модерно, урбано училиште со прекрасна околина, но како и секаде, така и кај нас има недостатоци. Најголем недостаток или најголема финансиска потреба, голема финансиска вложување во, да кажам, спортската сала. Ние воопшто за физичко и здравствено образование немаме, пред се немаме реквизити доволно. Немаме терен никаков. Тоа е обична ливада во која имале физичко пред 50-60 години, уште сме на тоа ниво. Инаку, кабинетска настава немаме. Пред неколку месеци, на почеток на учебната година, доаѓа од Министерство за образование, ја скенира работава да се направи, имаме можност за едносменско работење. Во тој случај би имале и заштеда енергетска голема. Ни треба уште 3 простории да се доградат. Направија план, го снимија теренот и се надеваме дека во иднина ќе направиме да работиме едносменски. А што се однесува до спортската сала, исто има направено план, исто има приготвено се, имало ветување поодамна, нема ништо реализирано. Јас би апелирал и до нашите локални власти да
направат напори колку се во можност, барем да направат убави спортски терени, како што знам, скоро на сите населени места има оние убави спортски терени со тартан подлога, со оградено убаво, барем такво нешто се направи и кога дојде вакво убаво време, да може учениците да рекреират, спортуваат, не само учениците, туку и местното население, а со тоа ќе имаме и подобри резултати по физичко и здравствено образование. Тука сме, да кажем и можеби и најслаба точка не е тоа. Така. Извинете, само и ова. И уште по-масовна голема работа, училиштата не ни се оградени. Тоа беше и моето следно прашање. Како ја обезбедувате безбедноста на учениците со оглед на тоа дека училиштето се наоѓа до регионален пат, односно стариот пат за Скопје, и тука баш е голема фреквенцијата од возила? Да. Па регионалниот пат Куманово-Скопје, кој го користат многу луѓе за да ја избегнат патарината, и имаме за среќа јавен превоз и учениците го користат школскиот и јавен превоз кои доаѓаат од Љубодрак и од Ново село, но не ги оставаме ни учениците кои се од Умидол, а треба да се движат по регионалниот пат, значи се возат со јавен превоз, додека учениците кои се од другата страна на регионалниот пат во Умидол, тие се безбедни затоа што селото има убави, прекрасни улици, скоро како булевари, а сите се асфалтирани. Тоа можем да ја пофалам општинската управа, затоа што нема веќе оние валкани, каливи патишта, туку се е асфалтирано убаво, така да децата во тој поглед се безбедни. Но од другата страна, училиштата не се затворени, не може да... Ние душе правиме акции, чистиме и се, но училиште е центар на сите збиднувања, затоа што во руралните места немаме некои други објекти или други места каде што би можело да се одвива дали спортски настан, дали дружење, забави од местното население. А кога се отворени, не се заградени училиштата, тоа се случува без контрола, така да правиме напори да оградиме. Сега во Љубодрак поставивме на предната страна столпчиња, заедно со родителите собравме некои средства да ставиме и мрежа. Капијата ја прицврстивме, значи тоа се однесува за Љубодрак, за подрачното училиште, додека за централното училиште во Умидол се надевам со помош на општината ќе најдеме некој начин да ги оградиме училиштата. Како се мотивираат наставниците во училиштето и дали постои можност за нивна дообука и напредок? Како и секаде, образованието и наставниците пред се водат со љубов кон професијата. Љубов кон учениците, вложиле во себе за да бидат наставници тоа што се. И работата е убава кога работат со задоволство. Има сите организирани од Биро за развој на образование, не канат на семинари, одат наставниците, прават дисеминации, така да во суштина е љубов кон професијата надградба како надградба и некоја кариерно развивање на наставниците, тоа е, нема некој посебен стимул. Од друга страна, како се поттикнува интересот за учење кај учениците? Учениците ги поттикнуваме на некој наш специфичен начин. Имаме секции кои работат во училиштето и преку секции, преку интересни настани кои ги организираме,
им даваме им мотивација. Можем да ви кажем еден пример. Професорката по македонски јазик им дава песничка од Кочо Рацин. Следниот час учениците не ја научиле. Еден, двајца вика во ред. Ова ви е сега за оцена. Значи имате слаб успех, но кој е заинтересиран да учествува во следната филмска продукција, оти ние имаме направено до сега, ќе спомнам понатаму подробно за нашата продукција, ќе учествува оној кој ќе ја научи песничката, ќе учествува во филмот за Кочо Рацин. Следниот час сите ја научиле песничката и се трудат максимално да ја прикажат на најубав начин. И тоа е еден убав момент да ги натераш учениците да научат, но не за бројка, не за оцена, туку за нешто што следува понатаму. Ние имаме во веќе завршени ученици кои се запишале, да кажеме, на професија ховашта, новинарска, затоа што новинарската секција кај нас активно работи и децата од мали нозе си го наоѓаат правецот во образованието. Така, тука е баш сега е моментот да ги спомнеме вон наставните активности кои што ми се нудат на учениците. Да. Имаме многу во наставни активности, имаме и убави изработени настани, а се разбира и резултати од тие настани. Во наставни активности во училиштето ги правиме преку секции. Значи имаме секции по ликовно, имаме секции по математика, по природни науки, по географија. Со тоа и имаме и завидни резултати, можам да се пофалам. Сега не ги знам точно сите на памет, но затоа си понесов подсетник некој. Да кажеме, музичко образование, прво место на регионално ниво освоивме, трето место на државен надпревар, англиски јазик учество на државен надпревар, прва награда во општински надпревар ова година и пласман за регионалниот надпревар, второ место на литературен конкурс по англиски во Словенија. Исто тоа е престижно добиено место. Математика исто така сме доста активни. Прва и втора награда на државен надпревар, електронски надпревар. Втора и трета награда на општински надпревар, успешно учество на регионален надпревар, како и освоени многу први места на надпреварот Кенгур, што го организират. Понатаму природни науки, успешно учество на општински и регионален надпревар и освоени второ и трето место. Географија прво, второ, трето место на општински надпревар, прво, второ, трето место на регионален надпревар и поради тоа ова година ние бевме и домаќини на регионален надпревар по географија, а во претходните години имаме освоено и трета награда на државно ниво. Зборувам за географија. Сега македонски можам посебно да истакнам дека сме лидери не само во градот, туку сигурно и во регионот, затоа што македонски имаме три секции, тоа е литературна секција, новинарска секција и филмска или драмска секција. Во литературната секција повеќе награди на општинско ниво добивме, но и на државни во Кочани, во Струмица и во Крива Паланка. Новинарско-репортерската секција пак во последна година учениците направија новинарски видео прилози и неколку интервјуа. Вие како новинар исто така може да ги процените тие прилози учениците што ги прават. Така, дел од прилозите беа и објавени кај нас во вест. Да, ги презедовте затоа што беа вака направени скоро професионално и имам пофалба од доста луѓе во градот. Баш пред некој ден со еден фотограф ми објаснуваше дека буквално учениците вика се стасани како професионални, имаат вика
слух за новинарство, за камера, за монтаж и така натаму. И да продолжам, драмската секција направи 3 мултимедијални ИКТ проекти во форма на краток филм, 100 сонца, добивме награда, признание за особена визуелна уметност при уметнички пристап и во форма на краток филм. Тоа беше Средби под јаворите во Струмица, а минатата година со проектот Прости ми канаринке освоивме второ место во Струмица, тоа е државен надпревар и тој настан ни даде потик да направиме и филмска вечер. Понатаму имаме кога денот од стих се раѓа. Тоа беше исто ова учебна година. Детски рацинови средби во Велес се одржуват, таму исто испративме филм. И најнова филмска продукција, 2 кратки филма, Мојот свет денеска, со кој учениците учествуваат на надпреварот за краток филм, распишан од гимназијата Алгоритам, и тој е сега актуелен, се уште се гласа на YouTube и јас ги прегледав сите филмови, мислам дека нашите 2 не дека се наши, туку заслужуваат внимание и мислам дека ќе постигнат и добар пласман ова година. Така да овие сите активности ми дадоа потик и на мене и на моите колеги. Направивме минатата година една прекрасна филмска вечер во соработка со невладината организација Фотокино клуб Козјак од Куманово. Тие ни помогнаа затоа што сепак тие се професионалци во филмската краткометражна индустрија. Ни донесоа опрема, ни дадоа и одзивот беше масовен, филмската вечер беше прекрасна, репродуциравме филмови од меѓународен надпревар, меѓународен карактер за краткометражни филмови зборам, и ги прикажавме нашите 2 филма. Публиката беше одушевена, местното население исто така, затоа што такво нешто за прв пат се случува во тоа место. Се тоа докажува дека соработката со родителите, но и со локалната заедница е одлична. Па тоа е основа. Основа на едно училиште не е да се исклучи од општеството и од околината и само да се работи со ученици. Впрочем, не можеме само со ученици да работиме, мора да имаме поддршка од родителите, но не само во наставен процес, туку во наставните активности. Оно што се вели неформалното учење. Некогаш, а многу често можам да кажам, дека донесува многу повеќе за луѓето, за учениците пред се, неформалното учење, веднаш наученото и практично го применуваат, така да а родителите им се пример секогаш. Во училиштето можат да научат, но во кругот на семејството е културата и се она што велиме од дома се носи. Така да ние имаме многу плодна и убава соработка со родителите. Можам да се пофалам затоа што сите досегашни работи, сите досегашни проекти и акции што ги спроведовме, имавме голем одзив од родителите. Сега се разбира и ние сме флексибилни. Сите акции што ги спроведуваме во неработни денови, кога се слободни родителите, а ние вработени па имаме волја, затоа што излегуваат масовно и не би било пристојно ние вработени да не сме вклучени, и така се омасовува секоја акција и е пријатна. Едноставно многу поубаво се работи кога имаш доверба, стекнеш доверба во луѓето и луѓето во тебе, и тоа е формулата за успехот во работата. Како училиште соработувате и со други училишта и општини надвор од Куманово, но и надвор од Македонија. Колку ова размена на искуства помага во целокупната работа?
Имавме оваа година, минатата година, уствари, се збратимивме со Димитрije Туцовиќ од Чајтина, општина Чајтина во Златибор. Тоа е за прв пат во ова училиште. Соработката е супер, убава е, имаме размена на искуства, размена на мислења за новите текови на учењето, за дигитализацијата, за новите програми, споредуваме, така да корисна е и за нив и за нас. Покрај тоа имаме неколку соработки со училиштето Барам Шабани од Грушино. Во минатото имале средба со училиште од Хрватска, јас кога не сум бил директор. Така да соработката имаме едноставно размени на искуства и така. Дали општината и надлежните институции дават доволна поддршка на вашето училиште? Па, имаме поддршка од локалната самоуправа, но секојаш може да биде и подобра. Како што напоменав, основна сега потреба ни е спортските терени и инаку во друг поглед имаме секојаш сме поддржани. Впрочем, ова година не испочитува и градоначалникот, ни дојде на отварање на учебната година. Секојаш ни излегуваат во пресед за што имаме потреба, така што е во моментот, така да имаме убава соработка. Освен спортската училишна, нели потребата од училишна спортска сала, дали имате некои други проекти или иницијативи кои што сакате да ги реализирате во наредниот период? Па во наредниот... Какви се плановите? Плановите се едноставни. Да продолжиме со ова темпо, да ја надградуваме, да ја подобриме инфраструктурата, мислам дворот во училиштето, да направиме, да продолжиме со ова темпо. Ова година исто така планираме да правиме филмска вечер, но да ја надополниме со да биде на неколку дена, да може да има и нешто како литературно читање, драма некоја. Имам понуда од Скопска една драмска група. Доаѓа кај мене, ќе дојдат кај нас кога ќе правиме филмска вечер, една вечер да биде со театар покриена, со стендап комедија. Најверојатно ќе имаме и еден од нашите пејачи кумановски да испее некоја песна, така да тоа ќе биде можеби некоја поширока манифестација, културно, забавно, лето во Уминдол може да го наречеме. Инаку ни престои, добивме и проект од Еразмус проект и ова година наставниците ќе идат на обука во Лисабон и размена на искуства во училиште во Измир. Тоа е проект на Еразмус, зелено училиште за позелено утро. Ние имаме капацитет во соработка со соработуваме со многу невладени организации, а имаме простори каде што може да направиме еко училиште, да бидеме и во тоа се стремиме некои лидери. Можам да кажам дека минатата година во соработка со невладината организација Мајка направивме проект за раноградинарство, да направиме еден убав пластеник, но не поминавме. Ова година се надевам дека ќе успееме да го земеме тој проект, затоа што училишниот двор е голем и капацитетите ни се добри за такво нешто.
Која порака би сакале да им ја упатите на учениците, родителите, на јавноста? Па пред се на јавноста и на родителите, но и на учениците, би сакал да упатам една порака. Учењето е за цел живот. Значи, не се учи само додека си во ученичка клупа, не се учи за бројка, туку се учи за знаење, но не знаење кое ќе остане само неискористено. Се учи за знаење кое во иднина ќе се користи и ќе ти го облагороди животот. Така да на сите ученици и кога бев наставник сум им кажувал: не учите за да добиете добра оцена. Учите да знаете, а оно што ќе го прифатите како знаење, гледајте да го примените. И сега во нашата образовна струка или нашиот систем образовен е таков да мора се да знаеш за да постигнеш некој ниво. Не мора се да знаеш, треба уште од мали да се спремат за она што им лежи на децата. Имам многу примери кога учениците ќе се изгубат во учење, во знаење, а не знаат што со него. Се стекнува и треба уште од најмала возраст да се посвети внимание на она што им лежи, она што имат интерес. И ние возрастните немаме секогаш интерес за се. Нешто те интересира и си најдобар во тоа, другото го оставаш по страна. Така и кај учениците треба да се од мали треба да ги форсираме на она што им лежи, а она што не име интерес да не ги туркаме и да не ги лечиме фрустрациите на ние што сме сакале, да ги оставиме децата сами да си. А децата денеска се доста мудри, паметни, напредни, така да тоа ми е пораката. Господине Димовски, сосема на крајот, она што ве одбележува како личност, освен функцијата директор на Основното училиште Карпош во село Уминдол, е и книгата, односно поезијата Животен цагер. Може ли еве накратко да ни кажете, беше промовирана книгата, што се содржи, на кого е посветена, кои се темите кои што се обработени и дали во меѓувреме работите на нешто ново? Покрај работата основна од која екзистирам, имам многу своји хобија. Покрај друго, Животен цагер ја напишав во време на 55 години. Ја издадов тогаш, устави, минатата година во октомври беше промоцијата. Книгата е напишана не одеднаш, пишувана е со скоро деценија, но сега најдов време, луѓе, пријатели, добра волја и едноставно се погоди моментот да ја испечатам и да ја издадам. Во неја 1/3 е мојот живот, 1/3 е работата и општеството и 1/3 е онака општо се. Книгата имаше убав одзив кај публиката, имав убава промоција во која присуствувавте и вие, и вашата камера. Така да сега моментално пишувам еден роман, не моментално го пишувам, че поодамна, а се разбира поезијата ми е љубов, учествувам скоро во сите конкурси каде што ќе слушнам. Активен член сум на Друштво на писатели од Куманово. И така да тоа е нешто што ме исполнува во слободното време и си ги кажувам своите мисли, желби за иднината и така. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето и се надевам дека во следната прилика ќе зборуваме и за најновото ваше дело. Благодарам и уште сега можам да ве поканам на следното културно лето во село Уминдол, кое ќе направиме, се надевам, убава пригодна забава за вас и за гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам. Благодарам.
Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Вас се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер.